Редовно годишно собрание на ЖФК Кочани и ФК Кочани се одржа изминатиот викенд во присуство на членови кои се од неговото основање пред 18 години. На дневен ред беа извештајот за работа во изминатата 2022-2023 година, финансискиот извештај за истиот период и програмата за работа за сезоната 2023-2024 година. Во дискусиите за изминатата сезона превладуваат оценките дека резултатски таа е неуспешна, бидејќи клубот испадна од првата фудбалска лига. ЖФК Кочани го зазеде 10-то место на табелата од вкупно 12 екипи, што не беше доволно да се остане во прволигешкото друштво. Од друга страна, епилогот е реален, бидејќи клубот нема капацитети за прволигешка конкуренција. Значајно е што од финансиски аспект клубот нема проблеми, ниту долгови, што значи дека фудбалерките и другите побарувања се исплатени во целост и навремено. За новата сезона нема некои поамбициозни планови, освен да се работи на долги патеки за да се создаде нов фудбалски потенцијал од десетина талентирани девојчиња кои сега се на возраст од 10 години. Машката екипа на фудбалскиот клуб Кочани се надпреварува со соодветните селекции во источниот регион и покажува солидни резултати. Уште позначено што резултатите од долгогодишната работа се повеќе испливуваат на површина, бидејќи годинава своето фудбалско знаење го ефектуираат фудбалери како Јован Манев, кој неодамна потпиша професионален договор со Адана Демирспорт во Турција, потоа Андре Лазаров со хрватскиот прволигаш Рудеш и Методи Максимов за македонскиот прволигаш Купи од Скопје.